Здрава на сите, ова е Живот со стил. Ако изминатите недели имавме атрактивни гостинки, како што беа Мелита Ракичевиќ, Андреја Лекиќ, верувам дека и следнева наша подеднакво ќе ве интересира, затоа што ќе имаме еден вистински женски искрен реален муабет со убавата и атрактивна Фани Христова, позната пејачка и диџејка. Дали таа се уште верува во институција брак? Кои се нејзините страсти за патувањата во Тајланд, за тоа што значи да се има добар стил? Ке зборуваме од овде, од преубавиот Охрид, а за кратка време ќе се сместиме и во хотелот Мистер Рај, кои што ќе бидат наши пријатели за оваа недела во Живот со стил, а тука се темите и прилозите кои што сугерираат на добар живот со стил. Останете со нас, следева уште една ново издание, овој пат со Фани Христова. На првиот одмор дефинитивно независен од мама и тато. Hello, Анџелина Джоли. Колку и да сте тажни, веднаш се расположувате токму во собата на Моника Белучи. Не само да биде во текот на денот домаќинка, него да има сериозна работа. Првата љубов. Допри ме и затвори очи силно гужни. Мислам дека бев 12 годишна возраст. Машка и типично Алпачино. Може би таму ви се разидоа патиштата. Не секоја жена сака да види убава жена, за жал. Cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Para sacar locura, morena, bella a mi lado. Ninguém vai ficar parado. Quero ver mexer com duro. Para sacar locura, morena, bella a mi lado. Ninguém vai ficar parado. И официјално. Добро дојдовме во Охрид. Добар ден, ова е Фани Христова. Никола. Здраво, Никола. Фани, добро дојде во Охрид. Се носам на 3-дневно уживање во хотелот Мистер Рај. Кога последно беше во Охрид? Пред околу месец дена пуштав музика, меѓутоа на вакво уживање одамно не сум била и ти благодарам на поканата. Имаме во локација. Денови ќе поминеме, затоа што локацијата е прекрасна и ќе поминеме добро. Какво сместување обично бараш? Имаш ли посебни варења кога поглед, езеро? Само тоа, да, го барам погледот и некако сум многу наставен тип, не изводам. Сакам да го имам погледот, макар и спила во шатор. Така. Да. Никола, што имаме на располагање? Вака, мадами, имаме Анџелина Джоли, поглед кон езеро, апартман. Може Анџелина Джоли? Која е тоа Милена? Знаеш. И Моника Белучи. Некако јас повеќе се сакам Моника Белучи, да. Што е интересно за Мистер Рај, што имате апартмани со познати... Да, имаме апартмани со познати личности, ликови, и се многу добри во светски. Кој обично најмногу го бараат? Алпачино, да. Баш Алпачино. Може да влеземе да видиме Може, како нема проблем. Да, сега ќе внесеме, нема проблем. Многу сакам да видам што се случува, нели? Да зирнеме во собата на Алпачино, како што ни рече Никола, дека е една од најбараните. Мене многу ме интересира погледот, веројатно. Да, слободно намам. Типично машка и типично Алпачино. Така е, да. Баш машка соба, една од подобрите во Мистер Рај соби, со поглед кон езеро. Слободно можете да се проверите. Супер. Чисто само да го видиме, нели, апартманот, па ќе се прибереме или ќе се сместиме во нашите. Видиме дали на Анџелина Джоли е подобар. Одиме тогаш, ајде, за живот со стил. Какво задоволство ќе имаш во живот со стил?
Честа пати да знам да кажам тој живот со стил со поглед на Охридското езеро, овој пат во друштво на Фани Христова. Знам дека имаш многу убави спомени од Охрид, меѓутоа на што најчесто или најмногу те асоцира Охридското езеро, градот Охрид, веројатно на Охрид фест, веројатно на многу летување поминати со другарки, со дичковци. На првиот одмор дефинитивно независен од мама и тато, средношколски денови. Бевме сместени во стариот град на Охрид, тука во близина. Незаборавен одмор, нели прв пат без крилја те пуштаат да одиш на одмор. Ме потсеќа на Свети Наум, на преубави одмори поминати со фамилијата. Ме потсеќа на Охрид фест, многу години настапи, припреми, на убави работи ме потсеќа Охрид во секој случај. И што е тоа што најчесто те враќа овде? Може ли мирот? Езерото, мирот, многу полесно го наоѓам некако покрај вода, без разлика дали е река, дали е покрај езеро или покрај море. Знам буквално максимално да изживам природата и оно што ни го дава. Бака би можела тука да ги преседам 3 дена само на балконот и да гледам во езерото и да уживам. Оваа недела ве носиме во Охрид, во хотелот Мистер Ај. Лисна се наоѓа десно во средината на Охрид од страна на брегот на езерото. 3 минути пешачење од центарот на градот. Внатрешноста на лаунџ барот е уникатна и многу интересна. А апартманите се базирани на познати холивудски личности и токму во нив ќе видите интересни сцени од холивудските филмови. Вкусна храна, кафе на сончевата тераса со поглед на Охридското езеро. А секоја сабота добар ноќен живот во Мистер Ај со многу забава и музика во модерен и луксузен амбиент. Нас најмногу од се не привлече уникатноста на луксузните апартмани со имињата на познати актери и актерки. Влезете во домот на Ал Пачино, Моника Белучи, Анджелина Джоли, Џони Деп, Дензел Вашингтон, Џорџ Клуни, Мерлин Мондро и Шон Конери. Мојата веќе ја одбрав и уживам во апартманот на Моника Белучи. Која ќе биде вашата холивудска звезда, оставам на вас. А ние се гледаме на сончевата тераса во Мистер Ај. Морам да кажам првиот коментар кој што го добив од Фани е колку и да сте тажни, веднаш се расположувате токму во собата на Моника Белучи. Браво за момците од хотелот кој што даде вако концепт прво на хотелот. Не потсетуваат на тоа дека сме, нели, убаво е што сме девојчиња, девојки, така? Во секој случај. Колку време работиш како диџеј, како пејачка, колку време се? Како диџеј... Ај малку да се вратиме назад низ времето, како што беше пресадно, нели, за да го работиш оно што го правиш денес? Пеењето, добро, од секогаш не од секогаш сум сакала да пеам, него од секогаш ме интересирала музиката, од кога знам за себе, ако за мене вика дека сум најголемиот антиталент во пошироката фамилија. Такво некој мислење има, затоа што јас никош не искажував мојата љубов кон музиката на начин да, како сте девојчиња, да држам приредби или да пеам песнички. Тоа го оставив на мојата сестра, која што од многу мала покажа афинитети кон пеењето. И таа веќе беше запишана во средно музичко училиште, затоа што е 2 години повозрасна од мене. Јас бев фокусирана дека сакам да бидам забен техничар, дека за тоа сигурно ќе учам. Иако, моментот кога го купија пијаното за сестра ми, тоа беше љубов на прв поглед. И не знам зошто секогаш во позадина, кога никој немаше сакав да свирам на пијаното, никогаш немав храброст да свирам пред другите. Учев од она што го слушав, значи никакво познавање од ноти. За многу кратко време сестра ми во текот на првата година од средно ме начека каде што свирам на пијаното и беше воодушевена како јас незините сонати кои што ги спремам за во школа, како знам да ги свирам без ноти. Не ме форсира од дома воопшто, него во тие наредни 2 години некако јас повеќе си се привлеков со музиката. Конкретно зборувам за пијаното и за класичната музика, затоа се запишав во средно музичко. Крајот на прва година средно или почеток на втора се запознав со Роберт Бебилов, кој што исто така учеше во музичката средна школа. И тој беше иницијаторот за мојата прва песна, за моето пеење и за нешто што може би тоа беше преседен момент. Сигурно. Допри ме и затвори очи, силно гужни ме, не зборувај ништо, само слушни ме. Како гледаш на денешната македонска музичка сцена? Многу сме успорени, многу сме мрзливи.
И јас се ставам во кошот со сите, затоа што некако ми фали Елена тој елан што го имавме за снимање на нови песни, тој елан што го имавме за работа. Што е актуелно на музички план? Па после еве толку години споминавме со пеење, за прв пат оваа песна е мој дело. Зарем предеше да биде ваков крајот. Ке бидеме во твое друштво, се разбира, медиумски секогаш имаш поддршка од Живот со стил. За патувањето страста, за љубовта, за стилот на живот, за добриот изглед, ке зборуваме и понатаму во Живот со стил со Фани Христова. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side. Фани, која е тајната на добриот изглед, да прашам? Никој го припишува тоа на гените, јас знаеш како викам до 20 на години може да се вадиме да играме на таа карта дека добра генетика се вршила своја работа. Меѓутоа, после 20 година, 20 некоја година мора редовно вежбање, внимавање на исхрана. Пред се, за задоволен човек, среќен човек убаво изгледа секогаш, мислам јас. Колку убавиот изглед, добриот изглед еве ти помага, колку знае да ти одмогне во кариерата? Никогаш не сум играла на таа карта. Ниту да ја употребам, ниту да ја злоупотребам. Си верувам дека секоја убава жена има бенефит и си го знае тој бенефит каков е, во смисла на тие симпатии што се гледаат во очите на другите. Некогаш сме и гледани далеку од симпатично, на некои им пречи тоа, особено на женски. Не секоја жена сака да види убава жена, за жал. Јас кога ќе видам убава жена, секогаш знам да искоментирам, вау, браво, многу добро изгледа. Сепак ќе го заокружам твоето прашање со тоа дека не би требало никој да злоупотребува убавината. Има ли суета, еве, спомна, нели, комплимент жена на жена? Дали мислиш дека во последно време има се повеќе суета на македонската естрада? Знаат ли да бидат суетни, да не поделат комплименти колегите, колешките? Па музичарите ние се важиме како едни од најсуетните луѓе во светски рамки. Тоа важи за музичарите. Јас знам за себе си дека не сум воопшто суетен човек и сакам да давам комплименти кога треба да се дадат. Меѓутоа, убаво да се слушнат комплименти. Унисекс патиките за кои веќе се децении владеа лудило, станаа единствени и вечни. Легендарните All Stars се создадени на почетокот на 20-тиот век во Америка, како патики наменети за кошаркарите. Првата Converse All Star патика светлата на денот го видела во 1917 година, а од тогаш постојано добива на популарност, а денеска нема генерација која не ја става во must have. Достапни се на сите, удобни, практични, едноставни и совршено се вклопуваат со секаква гардероба. Старките со причина се најомилените патики на светот. На почетокот старките се произведувале само во црна боја, но подоцна во класиките се бројуваат и белите и црвените патики. До 2002 година продадени се вкупно 750 милиони пара, а проценките се дека неделно во светот се продаваат повеќе од 30.000 пара. Старките се најпопуларните и најпродаваните патики во историјата и доказ дека нешто што вреди нема рок на траење, туку влегува во легендите и ги освојува луѓето низ целиот свет. Живот со стил беше на отварањето на новиот ексклузивен мултибренд салон Артурс во ГТЦ, на која беа присутни и многу познати личности, модни блогери и блогерки, но и многу пријатели и верни купувачи кои ја искористија пријатната атмосфера и промотивните цени за да го одбележат стартот на новата урбана приказна со името Артурс. Таму се сретнавме со Бени, диџеј Гоце Сат, со главниот шизик од модниот блог Скопје се носи Сатја Грабуловски, а на забавата беше и Дани. Ги прашавме кога се роди првата љубов со старките, што е must have за оваа сезона и каква е нивната асоциација за старки. Првата љубов, појма не можам да се сетам, мислам дека беше уште од тинеџерски денови, ама некако најудобни ми се сеќам на првата продавница која беше у ГТЦ, пошто ја живеев у близина, као клинец, и собирав пари за да си купам патеки. Секогаш кога ми даваа джепарлак за у школа да си купам сандвичи, јас ги чував за да
за да си земам старки. Старките се дел од хип-хоп културата од 80-те години, од крај на 70-те. Сега не знам точно чак од кога се, али се дел поготово на West Coast хип-хопот. Мислам дека бев 12 годишна возраст. Некаде 7 оделени. Ги добив првите старки од Француска, Италија, вака нешто беа црвени. Тоа беше една специфична црвена боја која што никогаш повеќе од тогаш не ја видов на ниедна старка до ден денеска. Моето дружење со старки е 36 години равно. Па веројатно must have за оваа сезона се стандардните бели All Star. Дали се високи или ниски треба да одлучат тие што ќе ги носат. Но има нешто безвременско во нив, има нешто што ги прави да се секогаш класични и да се уникатни. Можеш да носиш што сакаш во нив. Секако се убави, а веројатно те прават да бидеш посебен бидејќи нели All Star, а само звездите носат All Star. Како изгледаат последните подготовки за едно вечерно излегување, кога не е на сет или кога не е на настап? Нашата денешна гостинка, и уште еднаш ќе повторам или ќе потсетам дека ја сместивме овде во апартманот на Анџелина Џоли во хотелот Мистер Рај. Малку папараци да видиме како се подготвува Фани. Hello, Анџелина Џоли. Не се некој фан на Анџелина Џоли? Да, ти кажав, не знам зашто, не сум фан, зашто најверојатно ја прекина мојата омилена бајка со Бред Пит и со Дженифер Анистон. Колку време ти беше потребно за да се подготвиш за една пијачка? Обично се подготвувам брзо. Кога излегувам со пријатели е поинако од кога излегувам за да пуштам музика. Кога пуштам музика морам унапред да знам што би носела и тоа трае доста кратко, 20 на минути, затоа што ме чека обично долг пат пред да стигнам во некој град. Патичињата, спортски и на лице место знам после тоа да се провлечам. Во зависност во каков клуб пуштам музика. За излегување на пијачка, за излегување на кафе ми треба некако прилика половина час. Меѓутоа, видите само шминката, забележете. Голема благодарност до Мери, која што... Тоа е нашата официјална шминкерка овде во Охрид, Мери Берамовска, мораме. Воодушевена сум, ја поздравувам многу, прв пат соработуваме, меѓутоа со задоволство го поминав тој половина час кај нејзи и половина час да се припремам на брзина. Така. Ајде кратко, што ги советуваш младите урбани или тренди девојки без што не би смела да излезат, нели, во град за една вечерно излегување без можеби добар парфем, можеби добар фустан, ајде твој... Мислам дека парфемот би го ставил на прво место, зашто пасија ми се парфемите, особено Tom Ford парфемите. Друго нешто, добро, помош за мобилен телефон, зашто секогаш не се празнат мобилните и знаеме да останеме со таа изрека извини, исклучен ми беше телефонот. Втора работа би требало да биде таа, паричник секако, да не дозволува друг да ги части. Тие може да почастат некако, иако сте девојки. Со Фани Христова во Живот со стил, овде во Мистер Рај, си нарачувавме коктели и ми откри дека не пиеш алкохол, дури никога пушташ, нели, музика кога си на... Не, тогаш па воопшто не пием. Тогаш воопшто, зашто е тоа така? Затоа што го сменив начинот на исхрана, начинот на живот, од кога почнав да вежбам јога, сватив дека ако сакам да се фокусирам кон секојдневните вежби, дека морам да бидам дисциплинирана во секоја смисла на зборот, до некаде тој веќе станува начин на живот. На почетокот е пробувате како кога е дета во прашање. Од денеска пример веќе намарам со исто и за кафето, многу кафења пиев. Сега пробувам и тоа, значи по пладневни часови да не конзумирам кафе. Не дека не пием алкохол, меѓутоа тоа е стварно само ретки прилики, убави вечери кога сакам да се релаксирам или да прославам нешто. На каква музика најмногу се расположуваат овде во Македонија, прашувам? На хитовите кои што се моментално по топ листите. Дефинитивно тоа е нешто што ако порано R&B и хип-хопот беше во експанзија кога јас почнав да пуштам музика, меѓутоа доаѓаше како една епидемија, беше во мода сте да слушаат хип-хоп. Сега, тоа што е на топ 20 на UK или на US топ 20, ќе видите од прво до 20 место
тие песни спаѓаат во хип-хоп и R&B, меѓутоа го нема тој саунд на хип-хоп музика и од кога тоа почна да се губи, јас веќе изгубив елан можеби за хип-хоп музика и така и се преднасочив со Deep House музика, меѓутоа тоа станува само за надвор од Македонија. Така, знаат ли во Македонија да се забавуваат или само глумат дека... Знаат. Аха. Знаат, во секој град ми е различна вечерта. Фани, кои се најдобри години за забава според тебе? Како ти гледаш на твоите 20 па на 30? Зборот забава едно значење имаше во 20, а сега во 30 друго ми спаѓа по забава. Ако Нека на питам 20 генерално фан излегуваш со друштво, одиш на 20. Фани Христова наша, а успешна и во светски рамки. Ке имаме забава и овде во Охрид. Овој пат сме во Мисарај, како ти се допаѓа амбиентот, интериерот и каква забава би направила овде, на пример? Па предизвик ми е тука каква забава да се организира, зашто повеќе има место за седење, повеќе како лаунџ бар. Меѓутоа би било добро да биде... Како би направила добра атмосфера, на пример, овде? Со добри хитови од 90-ти, балади, меѓутоа со пеење. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me. Како велат, за среќа во животот потребни се неколку страсти. Оние кои што те следат може да забележат дека патувањето се твојата страст. Швајцарија, Сент Мориц, меѓутоа Тајланд веќе подлабоко навлезен нели во твојот живот. Што правеше во Тајланд, Ани? Првата година бев на како сите други туристи во Тајланд да ги видат сите тие убавени. Има стварно многу што да се види. Меѓутоа окото ми остана на една академија на универзитет за јога. Откри уште една своја страст, нели? Ни на крај памет не помислила дека тоа ќе прерасне во моја страст, искрена да бидам. Меѓутоа ми отвори ново поглавје во животот, во секоја смисла на зборот и се учат многу нови работи на секое патување, меѓутоа Тајланд за мене е поинаква приказна. Така, кога спомна јогата, може ли краток час да одржиме овде, имаме ли услови или ќе мора да... Овдека немаме моментот услови, поради тоа што вчера ни има врнато. Меѓутоа ќе направиме на емисија со еден јога час, затоа што сакам да се доближи тоа до луѓето да немаат, знаеш, многу луѓе имаат слика дека ја треба сум бескрајно флексибилен, да знам да правам шпагат за на јога. Луѓе не е тоа јогата, особено не хата јогата. Хата јогата пред се има многу голем бенефит со вежбањето, значи здравствени проблеми може да се намалат, да се исклучуваат, проблеми како висок крвен притисок, дијабет и дисфункција на некои од внатрешните органи, дисбаланс на некои од желездите. Се постигнува со вежбање, меѓутоа со одредени вежби за одредена дисфункција кај секој човек, кај секој индивид. Тоа значи дека во Македонија во многу скоро време ќе те видиме како јога инструктор? Сигурно. Имаме ли ние македонците култура во однос на јога? Имаме ли култура кон самите себе си? Каков е односот кон нашето психофизичко здравје? Мислам дека се почнува тоа генерално будење кај сите, дека секој сака што повеќе да се го зачува духот и телото, и тоа ми се допаѓа. Сега и пред некој ден баш зборав за тоа, дека тоа е тренд. Па ако е тренд, нека потреба, дај Боже да имаме повеќе вакви трендови, кои што се сврнуваат на нешто кој што стварно има бенефит пред се и на нешто кое што си инвестираш во самиот себе. Пани, позната си по твоите љубовни врски, позната си по една раскината свршувачка. Малку да зборуваме за приватниот живот, за оние машко-женски теми. Што е тоа што мажите не може да го сватат од тебе?
Веројатно начинот на живот. Не може да сватат што значи на жена да има различен вид на обврски. Не само да биде во текот на денот домаќинка, него да има сериозна работа. Тоа кариеристка мене не ми се допаѓа како звучи, затоа што сметам дека секој човек треба да се реализира така што смета дека треба да се реализира. И за жал не бев сватена. Меѓутоа, знаеш како Елена, ја не се обвинувам ниту јас, ниту пак некој од моите претходни бивши дечковци. Сметам дека секој ни е лекција во животот и од секој една врска учиме нешто, за во наредната на него повториме. Добро што јас барам не си ги повторувам тие грешки и се поблиску. И веруваш во на вистинската? Верувам, да. Какви критериуми треба да има еден маж за да биде со тебе да исполнува? Пред се да се разбираме, што викам јас, кога ќе кажам разбираме, мислам на кога ќе ставам од сабајле, сакам да имам со кој да си го направам муабетот. Тоа ми е многу битно, или кога се легнам навечер, пред се сакам да бидеме ниста бранова должина. Кога сме ниста бранова должина, сите различности се покриваат некако, многу полесно се балансираат. Него кога немаш со некој муабет, наставно само страста те води и таа страст еден ден ќе јас нема. Веруваш ли ти понатаму во институција брак? Па верувам, да, верувам, затоа што имам многу убав пример на институција брак. Моите ме научија дека треба да имам верба во институцијата брак, затоа што тие има еден многу убав брак. Она што изгледа јас го барам го имам веќе видено, зашто тие пред себе многу добри пријатели. Ти си можеби една од единствените, една од ретките која беше во врска со Александар Маленка. Не можам да не го избегнам, нели, ова прашање. Единствената со која што немате дете, нели? Нема дете. Да, можеби таму ви се развидоа патиштата, Фани? Не размислувам за тоа, 10 години се поминати. Не знам колку, не ни бројам. Врска како врска трае додека е здрава, кога станува нездрава се става крај. Јас во тој затоа кажувам добро што кажав пред колку години беше јас бев дете, значи во ниеден случај не постоеше опцијата дека сакам да бидам мајка или дека бев спремна за такво нешто. Нека му се живи и здрави сите деца. И ако прават чега на негова сметка, тоа си е негов живот. И како што кажав претходно, јас по никој од моите поранешни избори не би сакала да ги критикувам. Сепак била неделна некако. Многу големи лекции ми се мене. Познатите рекоа за животот. Можеби во секоја љубов која некогаш ќе заврши постои момент на пресврт. Луѓето гледајќи наназад секогаш знаат точно кога и каде се случил тој почеток на крајот. Кристина Ковач од книгата Дрво на животот. Неколку дена со Фани Христова овде во Охрид за живот со стил. Се надевам дека уживаш овие денови поминати во наше друштво и сите оние опции кои што те ги дадовме за уживање, како мистер Рај, Анджелина Джоли, за да се завршиме на Голден Бич, на плажа, како што рековме рано наутро, каде што го уживаме сонцето и со поглед на Охридското езеро. Да се заблагодарам на целата твоја екипа која што ја реализира емисијата. И да се видиме пак супер тим сте. Да. Ке не бидеш една работа дека најмалку 3 пати ќе те видиме ова лето во Охрид, затоа што ќе имаме убава сезона, особено во месец јуни, јули, август овде на плажата на Голден Бич се случува вистинска забава во летниот период за сите урбани млади девојки па и момци кои што сакаат добра забава и добар живот со стил. Фала ти ме што ме донесе тука, сигурно ќе почнам да доаѓам. Сега, за самиот крај, во знак на благодарност, имам неколку подароци. Првиот ни доаѓа од просветна дела, од Кристина Ковач, Дрво на животот, или ова е најхрабриот љубовен роман последниве неколку години. Постои ли погрешно време за вистинска љубов, прашањето е, а ќе го добиеш, нели, во книгата на Кристина Ковач. Ќе упатам благодарност за просветно дело за Фани Христова. Ти благодарам многу. Мислам дека на лежалката вака колку ти стои. Да, тоа ми е стилот читање, сигурно книги и дури и во летниот период на плажа. Многу слушав за книгата и баш ме интересира. Имам доста за уживање. Можеби во некои стихови ќе се пронедеш? Најхрабриот љубовен роман последниве неколку години. Ајде па ќе ни кажеш. И кога ќе излегуваш за Боград или малку поелегантна варијанта кога ќе те видиме, Охридски бисер Филиби, нешто од Охридското бисер, од Охридското езеро, нели? Еве, јас се надевам дека ќе некако јас си го избрав ова, затоа што знам дека Ти благодарам, многу е убаво. Ти благодарам, многу е нежно, многу е убаво, многу е јас.
Ето тоа е тоа. Многу е јас, Да знаеш да. дека јас мислам Ти благодарам, Елена. со тимот на Филеви го избравме некако по твојот темперамент и карактер, мислам дека Едве се- чекам да го ставам. Многу ми е драго, ова ти се подароците. Ти благодарам, Имаш ли фани рецепт за среќен и квалитетен живот? Па, сите ние кажуваме некои рецепти, меѓутоа секој за себе се знае најдобро, тоа е индивидуално. Она што е можеби за сите нас важи е дека доколку не си најдеме време за самите себе, дека не се посветиме да се сврнеме малце кон себе, кон работите што сакаме да ги правиме, пред се ние да бидеме задоволни од самите себе, после тоа, Елена, многу сме подобри за луѓето околу нас. Кога ние сме изреализирани, кога ние сме среќни и исполнети, тогаш за луѓето околу нас сме многу поквалитетни. Ке ти ја посакам целата убавина во твоето постоење и понатаму, нели? Биде така позитивна, насмеена, секогаш урбана, како што те знае, нели, јавноста. Останеме само да се заблагодариме на верната публика која што не следеше со вниманието во овие минути на живот со стил и со ново патување. Се надевам дека ќе бидеме атрактивни доволно за да привлечеме внимание следната недела за 7 дена во живот со стил. Бакнежи од Фани и од Елена за живот со стил од овде Охрид, Голден Бич и Мистер Рај. Чао, чао за 7 дена.